Конечно се деблокира проектот за изградба на армиските станови во касарната Илинден. Усогласен е деталниот урбанистички план на општината Карпош, што во изминатиот период беше каменот на сопнување меѓу локалната и централната власт. Министерството за одбрана и градоначалникот Јакимовски година и пол меѓусебно се обвинуваа за блокади околу проектот Арама мој вистински дом. Во Министерството за одбрана е објавен интерен оглас за заинтересираните припадници на армијата и цивилните лица на служба во Арама за аплицирање. Потоа банките ќе ја проверуваат нивната кредитна способност. Ќе се врши проверка и рангирање на пристигнатите апликации кои ги упатува потенцијалните купувачи на стан за проверка за кредитоспособноста. Со што ќе се добие прецизна бројка и структурата на становите кои би се граделе и е основен предуслов за отпочнување на изработка на проектната документација. Од Карпош го чекаат проектот од инвеститорот што треба да биде избран на тендер. Подготвени се во најкусможен рок да го издадат решението за градба на армиските станови, бидејќи велат оттаму тоа е во интерес на сите. Само со подобрување на животниот стандард може да им возвратиме на припадниците на армијата кои што професионално и честно ја извршуваат професијата. Покрај обученоста и опремувањето и стандардот е неопходен за развој на една модерна армија, велат од одбраната. Банките ќе добиеме, кои од припадниците на армија се кредитно способни. Кои ќе можат со 30% учество да дават учество за да добијат стан, кои е 70% од страна на банките кои ќе бидат потенцијални кредитори. Не се работи само за една банка, туку ќе бидат повеќе банки кои ќе бидат дел од овој проект. Освен од Скопската каса на Илинден, Министерството за одбрана планира изградба на станови и во Кичево, Тетово, Куманово, Велес и Штип. Сепак тоа ќе зависи од интересот на припадниците на армијата. Од одбраната се децидни, нема да може да се купи стан во друго место освен онаму каде што постојано живее заинтересираното лице.